Почитувани, семејните компании на Зоран Заев вртат над 56 милиони евра годишно. Тоа се 56 милиони причини и сомнежи за корупција. Се додека на јавна функција се политичари кои што се сопственици или влијателни акционери на компании, постои можност за корупција и влијание на економските текови на државата. Во овој случај, најмалку 12 компании на кланот Заеви можат да бидат причина за корупција и за насочување на државните економски текови. Ваквата состојба отвара можност економските политики на државата да се креираат соодветно на бизнис интересите на компаниите на функционерите. Се остава можност за штелување на условите на државните тендери да се приспособуваат во однос на капацитетот на овие фирми. Почитувани, примери за ова има многу. Од тендерите во здравството, директорка Керка дели тендер на татко бизнисмен, преку примерот со вице-премиерот Андјушев и случајот Тополки, примерот со Фондот за иновации за тоа колку семејни компании имаат јавни функционери, но најекспониран е примерот на Зоран Заев и 12 компании поврзани со неговото семејство. Почитувани, да подсетиме, Советот за јавни набавки е укинат, односно нема контролен механизам за проверка на сите тендери, лиценци и договори што ги добиваат, на пример, фирмите на Заеви, за да се види дали има префрлање на буџетски пари, дали конкурирале и добивале за државни бизниси. Во исто време Македонија ја тресат скандали поврзани со корупција и злоупотреба на моќта, почнувајќи од Струмички Глобал до транспорти, градби, ископи, позајмици, до полење со марихуана. Почитувани, ВМРО ДПМНЕ бара сите политичари кои што вршат јавни функции, доколку се сопственици, косопственици или пак акционери во одредени компании, бараме суштински да се отуѓат, бидејќи отвораат можност за корупција и насочување на економските текови на државата кон лични цели. Почитувани, формалното бришење од сопственост или формалното замрзнување на своето делување во компаниите на политичари кои што истовремено се и јавни функционери, како Заев, оставаат реална можност за злоупотреба на позицијата на моќ. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицковски, го отуѓи делот и повеќе не е сопственик на компанија. Очекуваме Заев и оние од неговиот октопод да го сторат истото. Доколку не го сторат тоа, само ќе засилат перцепцијата дека државните функционери, како премиерската функција, се користат за влијание и изголемување на профитите на семејните компании. Ви благодарам.